Вратена од Чешка за да ги наполни батериите за само една седмица во Штип. Младата Сара Иличкова денес беше организатори на еколошка акција на Исарот во Штип. И додека уживала пешачејќи во градот со нејзиниот братучет, забележала смет и отпад на Исарот, па решила да создаде акција со која местото ќе блесне. Па од мисла дури и до реализација. Денес со масовна посета од училиштата и децата вклучени во акцијата. Па баш вчера се шетавме со братучет и видовме ово тука што се дешава и нешто му збореше за тоа дека не е убаво за природа и дека треба тие ствари да ги паземе и да некака разгледуваме ушо живееме. И баш го изнервираше и се решил па иде нешто да собереме, вчера нешто малку сме почели. И после ајде да им кажем на другари, ајде да се вака најавиме и други деца од школа. И уствари од него испадна цела идеја вака малку повеќе да се организираме и нешто малку да пробаме со тоа да се направи и така испадна. Па ке видиме, мислам до 5-6 додека не се многу заладе. Да се исчисти што најмногу може, мислам дека тоа е за подолго време, ама ќе пробаме што највише. Тука мама ми е тука родена и сега тета со фамилија живее. Настанот масовно го поддржа и учениците од основното училиште Ванчо Прке, кои со голема желба и љубов кон татковината денес беа вклучени. Истакнува дека не е потребно многу, туку само ракавици и кеса за отпадоци. Видов дека тука беше многу гадно и сакам да помогнам. Па овај доли има уште. Има ли доста ѓубре? Да, има доста ѓубре. Денеска планираме да го изчистим. Од Димитри ми кажа в школата. И ти реши да дојдеш? Да. Додека не се стемне. Ке чистите? Да. Наставничката не пита дали сакаме дојдеме тука и ние речевме да и дојдовме со другарките. Ке биде чиста за денот на пролет. Мојата класна. Таа ни рече дека на Исарот нели има чистење, дека ние можеме да учествуваме во него за да го изчистиме и ни покажа еден флаер. Потребно се ракавици и да имаш снага, да можеш да се качуваш и да сакаш. Да, треба да имаш желба. Па, мислам дека скоро сите машки од нашиот клас и сите женски што беа на училиште, некои беа отсутни. Убаво ли е чувството кога ја чистите природа? Па да, знам дека мојата општина после ќе биде почиста. Па, нашите наставнички од училиштето информацијата ја пренесува низ нас учениците и така се договоривме ние машките и дојавме. Колку е убаво чувството да учествувате еве на ваква организација? Убаво е, многу убаво. Јас често правам вакви организации, јас сум извеник, одам низинички акции, чистиме, садиме, убаво е. Ќе биде, ама некои лоши деца ако пак прават лоши работи, ќе се упропаста. Па да не фрламе ѓубре насекаде, да си учуваме Штип природата. Чисто. Да. Инаку Сара во Штип е само родена и првиот јазик што го научила е токму мајчиниот македонски. Од кога се преселила да живее во Република Чешка, таа многу ретко зборува македонски, бидејќи тоа не го бара околината, ама кога се враќа овде, таа го зборува како и овде да живее.